Луѓе, сега сме во малку поспокојни 3 часа на телевизија Нова. Следува Индирект, емисијата посветена на спортот. Ке зборуваме за убави теми, ке разговараме со фини гости, ке запознаете многу дисциплини боречки како бразилско џиу-џитсу, за кој што можеби до вчера не сте слушнале. Ке зборуваме за Скопскиот маратон кој годинава по 13 пат ке ја собере елитата балканска тука на улиците на Скопје. Ке зборуваме за каратистите кои што го свртеа вниманието во изминатата недела благодарение на еден настан кој се одржа во Дојран и ке ги информираме за сите тековни промени кои се случуваат на надпреварите во топ 5 европските фудбалски правенства. Токму така убаво кажано, Злате, навистина, ете 3 часа исполнети со одлични содржини и супер гости. Како што веќе најави, ќе им доловиме на гледачите за каква всушност техника станува збор, значи бразилско џиу-џитсу. Имаме извонредни гости со нас, но пред да ви ги представиме, му даваме збор на нашиот колега Бане. Бане, добар ден и за тебе. Добар ден и како што е редот во Индирект, ќе започнеме со она што не очекува денеска на фудбалски план, акцент даваме и на фудбалот секако, покрај гостите во студиото, па да погледнеме на почеток кои се мечевите кои ќе ги следиме денеска во текот на оваа емисија. 30-то коло во домашното фудбалско првенство, надпреварите започнуваат од 16 часот, а дербито се игра на Чаир, каде Шкупје пречекува Шкендија. Вардар е домакин на победа, додека Силекс на Брегалница, а Пелистер ја пречекува екипата на Македонија Ѓорче Петров, значи 30-то коло во домашното фудбалско првенство. Полека но сигурно влегуваме во финишот на шампионатот. Вардар во моментов е прв на табелата со 68 бода, има 10 повеќе во однос на екипата на Шкендија и се надзира нова титула за црвено-црните од Скопје. Во шпанското фудбалско првенство денеска на програмата 35-то коло, вкупно 4 меча. Она што е интересно да се каже, дека Барселона и Реал Мадрид вчера забележаа победи, па останува истата бодовна состојба на табелата по 81 за двата тима, со тоа што Реал Мадрид има надпревар помалку, а денеска се одигра веќе мечот Осасуна Депортиво Ла Корунја 2:2, а подоцна играат Реал Бетис Алавес, Ейбар Леганес и Селта Виго Атлетик Билбао. Во англиското фудбалско првенство едно мало изненадување на првиот меч од 35-то коло закажан за денеска. Манчестер Юнајтед и Свонси одиграа нерешено 1:1. Манчестер прв победе, а Свонси израмни во теке мечот меѓу Евертон и Челси 14-та минута 0:0. Истата минутажа и на мечот Мидлсброу Манчестер Сити и истиот резултат почета 0:0, а од 17:30 се игра дербито меѓу Арсенал и Тотенхем. Арсенал не смее да загуби ако сака да дојде до место кое води во Лигата на шампионите, додека Тотенхем го брка Челси на табелата кој има 4 бода предност. Значи интересно и во англиското фудбалско првенство денеска во Италија веќе во тек се повеќе надпревари, се одигра дербито за вечниот град. Лацио победи против Римската Волчица со 3:1 во својство на гостин, а во моментов Дженова Киево 0:0, Палермо Фиорентина 0:0, Кротони изненадувачки води против Милан 1:0, Калјари Пескара 0:0, Емполи 0:0 против Сасуоло и Болоња води против Удинезе со 1:0, 20:45 играат Интер и Наполи. Во германското фудбалско првенство јасно е од вчера дека Бајерн Мюнхен е нов шампион, пети пат поред или вкупно 27 пат шампион на Германија е Бајерн Мюнхен со победата вчера на гости и секако дека тој веќе ужива во новата шампионска титула. Денеска играат Аугсбург и Хамбургер, односно Хофенхајм и Ајнтрахт Франкфурт. И во француското фудбалско првенство Кан Олимпик Марсеј 1:2 во моментов 21 минута, а Дижон игра против Бордо, додека Ница против Пари Сен-Жермен. Гледам има некој гол. Да, Сасуоло води со 1:0, 20-та минута против Емполи на гостински терен. Ете така, се вклучивме во вистински момент, а сега ве оставам на Златко и Маријана да разговараат со нашите гости. Да, имаме убави гости ова попладне во телевизија Нова. Започнуваме со 11 годишната Даниела Алексовска, која што е
освојувачка на сите овие медали и пехари кои што ги гледате во нашето студио, друштво ќе ги прави незиниот татко Ивица Алексовски, кој што е еден од основачите на бразилското џиу-џитсу во Македонија. Ви благодариме што сте тука. Добро, недовме благодарност до Нова телевизија за гостувањето наше, за презентација нашите успеси и за представување на оваа боречка вештина на луѓето. Се работи за прилично млада боречка вештина, но ден на ден луѓе се поише се запознаваат со боречка вештина благодарение на вас, на медиумите. Така, прилично нова боречка вештина, како што кажа. Сега иде да им појасниме на гледачите како е настаната ова вештина, бразилско џиу-џитсу. Значи, велат дека е комбинација од џудо и јапонско џиу-џитсу. Така има настанато. Значи, моментот на настанување, значи, почнемо од Джигоро Кано, па до ден денеска, сега да не ги вовлекуваме гледачите во една историја која што може да биде интересна, може да не биде интересна. Карактеристично за оваа боречка вештина и затоа добива голема експанзија е благодарение на првите турнири во Ultimate Fight, денеска популарното UFC. Они ги организираат намерно првите неколку турнири, каде што избираат одреден број на борци и секој борец се представи на својата вештина, да речем каратиста, тај боксер. И они во тие први 3-4 турнири победуваат и со тоа им прикажуваат на сите, еве, нашата боречка вештина е најкомплетна, најдобра. Потоа го продаваат како шоу, си заработуваат материјално, си го тоа завршуваат како што треба. Денеска, благодарение на тоа, оваа вештина добива се поголема експанзија. Се работи за многу конкретна боречка вештина, значи за систем каде што без разлика дали е применет од машко и од девојче може да се собат од одредена сила, да кажам, е интересен за полициските и за специјалните удари затоа што нема техники на удирање со раце, со нозе. Ти потекнуваш од таа фела и од таму ти е многу поблиску и многу поблиску. Предходно бев мајстор, се сум мајстор највисок степен за џит-кундо, тоа е се работи за стрит фајт систем. Ова ми дојде како да кажам, како нешто што ми требаше. Во џит-кундо имам одобрение од мојот мајстор Љубомир Геданов од Бугарија, да можам да го менувам системот. А мора да имате и одобрение од тој што е... Па не, ја имам одобрение, во другите вештини не е така. Например, во карате или во мора да го предаваш тоа што е да. Во овој боречки систем, основан од легендарниот Брус Ли, е направено да ти можеш, како ти се надоградуваш, како созреваш, да го менуваш системот. Они околу тоа дека не може одредена вештина да ја вежба сите исто. Например, јас имам кај мене во моите групи некој што не е флексибилен и не може да направи висок ножен удар. И ти може да потрчиш многу време. Алтернатива некоја. Да, му даваш алтернатива да он се прилагоди и си направи свој систем. Тоа е поентата на оваа боречка вештина, од кога почнав поредовно да практикувам, значи зборам за бразилска џиу-џитса, ми дојде баш она нешто како што ми требаше за да можем да го... Пошто ние цело време викаме ќе го примениме реално, ќе дое реално е малку проблематично. Ова е баш конкретно нешто што ми требаше за... Ивица, вие со боречките вештини започнавте од средното полициско училиште, значи бевте член во клубот Шаолин под водство на Сифу, тука запишав Зоран Петковски. Ова е пенал за Емполи против Така. Сасуоло. Сасуоло водеше со 1-0, 24-та минута. Веројатно има израмнување. Емполи Сасуоло 1-1. Многу брзо се враќа тимот на Емполи во водство од 1-0. 1-1. Добро. И каде што застанавме, да продолжиме понатаму. Значи, кои се боречки вештини ги изучувавте пред бразилско џиу-џитсу? И Каљари води со 1-0 против Пескара, исто така од пенал. Во тоа време, значи, сите сме сведоци, знаеме дека имаше помал избор на боречки вештини. Значи, имаше 3-4 вештини. Предржаме карате, џудо и бокс, борење и после, да кажем сега, денеска имаме, може, не знам, 20, 30, 40 различни типови на вештини, на спортови. Во тоа време ја почнам да вежбам кај мојот тренер Зоран Петковски, кој што денеска во нашата сала во Центар за боречки вештини ја води групата за кикбокс. Во тоа време го работевме џит-кундо, се такмичевме на фул контакт на превари. Во тоа време, значи, правам пред 20 на години бев вице шампион на Македонија во фул контакт. Така, во тоа време немаше како кикбокс, туку беше фул контакт првите турнири беа. Од тогаш навака почнав да изучувам поише боречки вештини, поише боречки системи, присуствував на семинари, многу луѓе светски, да речем, личности донесов во Македонија, шампиони, мајстори во боречки вештини.
и дори сум кај нас кај што седеа 5, 10, 15, 20 дена кај што од нив непрестано црпиш, учиш, тие се како енциклопедија, значи нема прекин. Денеска ќе ти каже едно, утре друго, заутре трето, тоа нема крај. Така да до денеска покрај овие вештини имаме група за ММА во нашиот центар, имаме група за кикбокс, имаме група за джитко, значи за стрит фајт, бразилската џиу-џица. Бразилската џиу-џица е интересна затоа што денеска имаме група за постари, каде што веќе се покажавме како бренд, како квалитет на Балканот. И еве са маливе шампиони. Даниела, полесно ти е да го слушаш како зборува татко ти за сите овие дисциплини или да ни раскажуваш за твојата приказна, како започна ти со џудото и со вештините кои што ги изучуваш во таа школа која што ја оформил твојот татко? Полесно е сигурно морам да напоменам, значи специјалност или нешто што го тренира 90% е бразилската џиу-џица. Отидовме на џудо на преварите по препорака на еден пријател да се надпреварува, вика детето се вика да речеме талент, зашто не го пуштиш? Така да со, ајде да не кажем 10 на 15 тренинзи, отидовме на џудо турнирот. Ова е борбата на Даниела во Ниш. Ова е во Ниш пред некои си 20 дена, да. Мораме да напоменаме дека Даниела освен со девојчиња се надпреварува и со момчиња, не само што се надпреварува, туку и ги победува, така ли е Даниела? Ето, она како се поминавте во Ниш на овие надпревари, на овие мечеви? Па добро. На твојата маичка на десното рамо пишува респект, honor, loyalty и family. Тоа се вредностите кои што мора да ги има секој дете кој што тренира во школата во која што и ти тренираш? Да. Да ги почитуваш родителите, фамилијата. Да кажам за гледачите, оваа борба беше интересна со мој пријател од Белград, исто добар џиу-џитсу мајстор, Даниел Брајчич, се договоривме да направиме една борба, да го отвориме турнирот во Ниш, кој што имаше над 200 и нешто такмичари, и да им прикажеме на сите дека оваа вештина е и за едниот пол и за другиот пол, затоа што претежно за другите вештини говориме дека се за двата пола, ама не се конкретни и практични, дека е, значи, примената сила е 100%, техниката е 100%, тајмингот е 100%. И тука за неполна мислам дека една минута ќе го ослобода исто така добар надпреварувач од Србија со зафат. И да појасним исто за гледачите, значи борбите во BJJ трајат кај децата 3 или 4 минути, кај поизрасните се 5 минути и како појасите идат нагоре се 6, 7, 8, 10 минути. Се зголемува минутажата. Да, борбата може да се победи на поени, може да се победи ако судијата прекина, ако види дека има нешто, или може ако другиот надпреварувач ја предаде. Така... Сега, она што е интересно за оваа вештина е дека се работи со и без кимоно. Да. Која е разликата во однос на динамиката во самата борба и техниката? Знаете како е кога ќе се научи некој од надпреварувачите на кимоно, сака да фати за нешто, сака да фати за ревер, сака да фати за ракла. Како е полесно со кимоно? Полесно е кога ќе можеш да фатиш за нешто. Кога ќе се бориме без кимоно, претежно сме испотени, па не можеш да фатиш. И са тука кај е тајната. Кога ќе научиш како да избегаш од техники со кимоно, и кога ќе научиш како да применуваш зафати кај што нема кимоно, ти ќе бидеш 10 пати подобар надпреварувач или некој кој што тренира бразилска џиу-џица. Сепак кај нас имаме во клубот надпреварувачи, но имаме и луѓе кои што се тренираат рекреативно. Имаме деца од 4 години, имаме луѓе од 50 години. Кој се може да тренира бразилско џиу-џитсу? Значи буквално секој. Буквално секој може да тренира. Еве за девојките можам да кажам дека е идеална боричка вештина за добра линија, за трошење калории, за црстување на телото. Затоа што целиот и тоа посебно ако се без кимоно. Посебно. Со бикини. Кои се останатите бенефити од овој спорт? Од оваа вештина? Па за работи за конкретна примена на техники кои што еве денеска во Ultimate Fight борбите доминираат. Значи доколку се применат од девојка кај што изведува зафат со нозете некој дел околу вратот ни армбар или триаголник, има голема веројатност да успее тоа. Благодарение на тоа еве имаше, можам да кажам, интересна случка имаше во Англија, мислам, полицијата, некој си не знам, 2 месеца, 3 месеца не можеле никако да фатат некој. Само јова морам да кажам, ова е последниот турнир во Белград, во полуфинале каде што противникот го противничката.
ја победи за некои си 5 секунди со зафат. Противничката е од каде, Даниела? Од нашата земја или? Од Белград, мислам. Од Белград? Да, од Србија, мислам дека е. Ја заврши борбата за 5 секунди. А интересно беше во финалето се сретна со противничка. Значи во низината кариера до сега има 16 борби во BJJ, една има изгубено. И оваа година во финалето се сретна баш со... Па затоа е таа државен првак во бразилско џиу-џитсу и државен првак во џудо, имаш освоено многу награди. Во џудо. Ова е во џудо, така? И исто ипонот го направи за некои си 3 секунди, што е еден од светските најбрзи ипони. Па не ти е здодевно за 3 секунди да патуваш од Скопје до Белград на турнирите? Дај им на луѓето малку време да ги научат и од тебе некои вештини. Ајде раскажи ни за медалите. Кои се овие и од кои надпревари или мечеви ги имаш добиено? Еве овој читам Мијоки 2016-та. А која е дисциплината што најмногу ја сакаш? Ја ќе кажам ММА, сака да се... Тоа е најстрашната? Па тоа ова што се борбите во Кафес, значи таму имаме и рачни удари, ножни удари, лакти, колена и комплетно све. Сега нивната возраст е. Они се уште мали, на 18 години, да кажам, може да почне да се такмичат. Ама доколку се почне да се вежба со време, да кажем. Значи, она има 11 години, 5 години вежба. Имам кај мене дечиња што вежбаат од 4 години, веќе трета, четврта година се кај мене. Така да претпоставувам дека ние тек имаме зашто ќе работиме, зашто ќе се фаниме. Сега и како родител сте спокоен затоа што ги добива борбите за 3-5 секунди. Па да, прво место на многу турнири. Знаете како е? Ама подосна не ве фаќа страв дека тоа е вистинска борба? Секој родител го фаќа. Јас поголем проблем имам на турнир со родителите него со децата. Значи тие се по она ватрени што викаме, тие се караат со судиите, тие викаат по децата. Значи тие се тие што ја мислам треба да отвориме уште една група каде што ќе треба да ги смириме родителите и да им објасниме како треба. Сега колку повеќе турнири имаме, тие се све помирни, гледаат каде е работата, гледаат дека е битно да се учествува, не да се победи нонстоп, зашто не може да се победува нонстоп. Некој ќе победи, некој ги изгуби. На крајот сите нешто учат. Така да оваа екипа што имам сега на дечиња во клубот се една компактна целина, идеме по турнири заедно. Значи последниот турнир во Белград 16 такмичари носевме, 15 борби ги победи, 15 медали донесовме, од кои 9 беа златни медали, и тоа со 2, 3, 4 борби да речем до финалниот. Па честито. Тешко ли е или лесно да се пренесе знаењето на помладите генерации? Како децата ја прифаќаат оваа боречка вештина, но и останатите кои што се дел од вашиот клуб? Па реално е доста покомплицирано. Комплицирано. Да, покомплицирано е да се работи со помали, така? Да, значи ти да имаш 10 дечиња, можеш комотно 100 возрастни да имаш. Значи таа е една компарација. Ја лично порано не им посветував толку многу внимание, моите тренери го работеа тоа, Стефан и Александар. И на првиот турнир во Бугарија кога ги донесовме 3 наши дечиња, требаше да такмичат прв пат, ние мислеме дека ќе бидат изгубени, ќе изгубат. Има 6 борби, мислам, 6 борби победија. Потоа кога се вративме дома, некако ни се створи поише мерак, да кажам, на сите како екипа, па се ангажираме, иначе кај нив е многу поспецифични. А имаат ли младите по онака надпреварувачки дух? Све зависи од детето, значи све зависи од карактерот, све зависи од вашето воспитување, све зависи од околината. Значи тоа е некој се гледа кога ќе дојде дека е талент, некој се гледа дека е Палермо води со 1-0 против Фиорентина, тимот на македонските интернационалци Несторовски, го гледаме со број 33 и Трајковски. Диаманти е стрелец на погодокот за Палермо против Фиорентина. Можеби изненадувачки Палермо, кој што се бори за опстанок во серија А, води против еден од главните конкуренти за првите 3 места во италијанската серија. Фудбал, кошарка, не те интересираат или само боречки вештини? Не толкова. Даниела, тебе те споредуваат со со Ронда Роуси, американката, за да им појасниме на гледачите. Значи, таа е првата американка која што има освоено... Така е, Злата, има освоено златен медал на Олимписките игри во џудо. Ти си македонската Ронда Роуси. Дали ти е таа твој идол? Да. Постојано ја гледаш. И каде се замислуваш ти за 10 години? Дали можеби на Олимписки игри, на некое светско надпреварување? Да. Зошто да не, так? Да. Ако се гледаат повеќе. Ми споменавте дека 10 години е потребно за да се добие црн појас.
Да. Значи, а Даниела сега има 11 години, на 20 и Кај година дечињата ти имаме една доби друга градација, значи за разлика од другите борички вештини, значи не може дете на 15 години да биде црн појас, значи тоа е нонсенс. Значи едно детенце од 15 години не може да има ни авторитет, не може да има ни пат помина во вештините. Еве го пеналот за Дженова врз Горан Пандев. Дженова игра против Киево, 36-та минута. Македонскиот репрезентативен капитен е во првите 11 на Дженова и се избори за најстрога казна. Да видиме дали тоа еден од неговите колеги ќе го валоризира со погодок во мрежата на Киево, 36-та минута. Дженова води, не, го промаши цел гол, останува 0-0. Симеоне промашува пенал за Дженова против Киево, 36-та минута, останува 0-0 на тој надпревар. Кај застанавме се. Застанавме кај црниот појас. Колку Значи- години е потребно да се добие црн Значи, кај појас? деца да имаме една градација, значи имаме прво бел појас, па имаме сив, па имаме жолт, портокалов, зелен и најрано може на 16 години да добие плав појас. Или на 18, зависи како зависи од тренерот колку вежба. Значи едно дете ако кога и да почне да вежба, по 25-6 години може да биде црн појас, ама тоа ќе мислам ќе се работи за дете кое што целиот свој живот го поминало во одредена сала. Значи таа градација е направена намерно и со цел по турнирите кога водиме, пример ние кога се бориме по возрастните, не можеш ти како плав појас да се бориш во категорија на бели појаси. Значи јас тебе ако многу те сакам, си ми некој родни нели, ти дам повисок појас, на ниеден турнир не можеш да победиш затоа што ќе ти го дам преку ред, на сите турнири ќе губиш, нема да направиме ништо. Да. Кај нас дури сега овој еден обратен момент има, каде што учениците ме молат немој да ми даш сега појас, немој да ми даш на турнир. Ако му дам повисок, он мора да се надпреварува. Не се чувствува доволно подготвени, Да. веројатно. Не, па тоа е голем, на пример, појасите во брајска џуџица од плав до бел до виолетов има огромна разлика. Значи не е појасот само појас да го ставиш, стварно има голема разлика. Значи црн појас, еве ја гледам, ми е чудно малку во џудо на преварувањето се бори црни бел појас, белиот појас победува. А како е тоа возможно? Во бразилската џуџица тоа ја нема видено. Незамисливо, Да, не. да. Исто кај децата на последниот турнир, еве Дани и уште неколку други дечки имаме, Томи и Марко, ива кај што се жолти појаси да кажам, еден ранг повисоко, они оваа година се бореа во адванс категорија. Значи нема медаљи за сите, нема треба да си заслужиш, треба да се една борба, уште една борба. Значи има сега борба, за 10 минути има уште една борба, 10 минути уште една борба, така да го фаќаат истиот воз како постарите и тоа е добро, затоа што ќе има една Ќе се навикнат. паметна градација и паметно напредување, нема да биде преку ред. Значи нема да се деси никој да добие порак. Ко гледавте синокешниот спектакл на Вембли пред добра борба. 80.000 гледачи, Ентони Джоуша против Кличко? Добра борба. Даниела ја? Заедно го ја, заедно рипавме дома. Заедно рипавме сите. Навивавте за Кличко или против Ја бев украинецот? за Кличко, Дани беше за Кличко, сопругата беше за Ентони, за да има малку. Па добра тензија да. малку, да биде Еве, интересно навивањето дома. Ќе видиме и инсерти од Ја знам дека тој меч. обично браќата Кличко се досадни, да кажам, за гледање. Со оваа борба изненадија. Сепак се работи за двајца кои што се, ете да кажем, во боксот неприкосновени. Вчера, еве, свидоци сме после изгубеното, значи ја призна борбата. Джентлменски се однесуваше. Кличко имаме и инсерти, прилог и изјави од двајцата главни протагонисти на Вембли пред 80.000 гледачи, поразот на Кличко. Джошуа со фантастичен финиш го декласира Владимир Кличко, стана нов светски првак во тешка категорија и собственик на титулите во IBF, WBA и IBO верзиите. Джошуа во 11-тата рунда со нокаут го совлада украинскиот боксер. Спектаклот на стадионот Вембли во Лондон пред 90.000 гледачи ги оправда сите очекувања на љубителите на овој спорт. Двајцата боксери покажаа фантастична борба, на крајот се радуваше 14 години помладиот и подобро подготвениот Джошуа. Тој најнапред во петата рунда го испрати на подот Кличко, кој со иста мера врати во следната. Во 11-тата рунда Джошуа нападна жестоко, со аперкат го нокаутира Кличко, по ова продолжи со жестоките напади. Кличко беше во големи проблеми. Доби многу удари, а третиот пат судијата во рингот и дефинитивно го прекина мечот. Джошуа стигна до 19-тата победа од исто толку борби, потврди дека максимално спремен дојде за борбата на годината. Кличко го претрпе петиот пораз во кариерата и веројатно последен, со оглед на фактот дека е во возраст во која не може да очекува премногу. Тој во кариерата запиша 64 победи. The fighting is fun. I say it to you again.
Боксот е забавен. Ќе повторам уште еднаш. Не боксувам само за појасите, не боксувам само за парите. Едноставно уживам во боксот, во дисциплината се чувствувам прекрасно. Како и претходно победив и во оваа борба. Навистина сум среќен. Ова беше неверојатна борба, бидејќи имаше многу притисок. Целиот свет не гледаше. Среќен сум што на гледачите им возможивме добра борба. Владимир доминираше последната декада и повеќе. Бев свесен за тоа, тој доминираше овој период. Загуби од Тајсон Фјури, но продолжи со иста посветеност да тренира, бидејќи сака да победува. Знаев дека ќе биде добар во рингот, бидејќи учите од поразите и сакате да се вратите победнички. Јас во оваа борба влегов со многу самодоверба, со респект кон противникот и победив. Нема да се двоумам ако бара реванш, ќе прифатам веднаш. Некој вела дека е престар, но јас многу го почитувам, бидејќи тој е голем боксер. Мислам дека беше добра борба. Мислам дека публиката, навивачите уживаа во добар бокс меч. Сакав да победам, но Антони Джошуа боксуваше добро. Во моментов немам што да додадам, немам да најавам ништо. Прерано е. Се чувствувам добро со оглед на фактот дека загубив. Имам време да размислам и потоа ќе ви известам што понатаму. Ете, слушнавме на кој начин Кличко ја објасни борбата спектакуларна против Ентони Джоуша. Спектакл е. Ваквите бокс мечеви се навистина спектакуларни. Видовме колку публика дојде во живо да ги следи двајцата боксери и општо вашата условно работа предизвикува внимание секаде. Дека ја мислам дека една од најинтересните борби, ако може да ги спојат, да биде на Мејведер со Конор, таа е моментално сега се крчка, да кажам, од сите страни. Не верувам дека толку ќе биде на квалитет интересна колку што ќе се деси, како ќе биде што. А реални се тие суми кои што се споменуваат? 100 милиони по боксер, 200 милиони. Кога се работи за Мејведер, се е реално. Они со Пакјао, која беше борбата, тие беа нормални цени за нив и доста пари зем. Ова ќе биде исто многу интересно. Даниела, кажи ми како твоите другарки и другари од училиште од одделение реагираат на твоите успеси? Значи голем дел од овие медали се твои, така дел се и ваши, или? Не, ова се е на Даниел. Даниел, ова се е твоја. Ова е нешто тимски, тоа е така. Аха. Како реагираат на твоите успеси? Доаѓаат да те поддржат на надпримери? Па ние доаѓаат во првите 3 или 5 секунди и потоа си одат. Толку трае борбата на Даниела. Стално кога ги частам ми кажуваат, ајде повторно да земеш злато, па пак повторно да начастиш. Да. Тоа е најинтересен момент. За частењето. Во секој случај, добро, имаш позитивна реакција. Ево Горан Пандев. Втор гол оваа сезона во серија А. Дженова води против Киево 1-0. Стрелец на погодокот Горан Пандев, македонскиот репрезентативен капитен. Не успеа од пенал неговиот колега Симеоне пред 3-4 минути. Пеналот кој што го избори Горан Пандев, ова е прекрасен погодок, 43-та минута. Горан Пандев, стрелец за Дженова против Киево, 1-0 води Дженова на домашен терен. Браво за Дженова. Еве и радоста на тренерот на Горан Пандев. Вака се радувате вие кога освојувате медали? Уште потешко. Значи јас кој кидам со некоја екипа од 20-25, например, 4-5 борби по 5-6 минути, значи тоа е викање. Кој идам дома и викам на сопругата 2-3 дена не правиме муабет, зашто знаете како е, тоа се емоции, тоа се ние викаме, другите например викаат, родителите, тоа е али за убаво. Мајка ги следи твоите настапи? Да. И на кој начин те бодри пред борба, на кој начин те мотивира? Што ти вели обично? Немој да ги тепаш противниците многу силно. И биди нежна со мажите, со момците за кои се бориш. Не поддржува, кажува. И предпоставам дека и во училиште никој не смее да се закачка со тебе. Момчињата мора да те слушаат. Тоа ми прават само мене малку, вика, утре вика, ќе учи, викам, утре ќе дое време, вика, за мажашки, за женашки, вика, како ќе направиш, вика. Како наставничките реагираат? Обично има доста прашања, еве, да живеевме можеби во Америка, подругаче ќе се однесувавме кон ова, но сепак ете постои еден македонски синдром и предпоставувам дека сте најшле на разни прашања, типот зошто баш за оваа вештина се одлучи, зошто не се одлучи девојче, например за танц или за нешто друго. Или во смисла да. Се борите во некое бразилско џиу-џитсу кое што да биде предпазлива. Ние како родители, нели, гледаме девојче, имаме 20 нешто кила. Значи ни на крај паметни ме за боречка, вештина однесуваме на тенис да почнеме. Не некако беше, ама не се отидовме на балет.
И тоа, почнавме групата да работиме, тато да не може да вежбам. Вежба, викам, не е проблем. После имавме некој мини турнирче во сала, полека и некако природно, како да кажам, неприметно се ставивме сите во една колона. Иначе кај народот точно, значи во право сте дека се уште имаме едно се гледа оваа боречка вештина, мислам сите боречки вештини како нешто насилно, како нешто за тепање, а тоа е верувајте ми дека еве му препорачувам на секој родител, го праќате детето во училиште, знаете дека денеска професорите немаат кредибилитет како пора. Кој ќе го прати во сала, не може да се однесува ни 5% како што е во училиште. Значи мора да влезе, мора да поздрави, мора хигиена да одржува, мора чаларина да плати навремено, да има респект кон другите, да има сите тие карактеристики што на некој начин за жал ги губи школото, во клубовите за борички вештини ги има. Ви благодариме што пренесувате такви вредности како на рамото од маичката на Даниела. Ви благодариме што бевте гости во Нова, во Индирект, што ни раскажавте вашата приказна. Какви се идните планови, кои се? Значи моментално ќе се организираат семинари, надпревари. Да, последнава сезона во септември преминавме во нова сала, 300 квадрата имаме, значи со сите услови кои што може да им ги понудиме на нашите членови за да може да напредуваме. Имаме повеќе групи во нашата. Имаме сега значи на нашиот вредост да кажам на преорувачки турнири за поголеми, за помали. Имаме голем семинар во месец август во Охрид, каде што доаѓа мојот мајстор за бразилска џуџица, тој е професор Роберт Нумовски од Австралија, кој што оваа година ќе дојде со уште неколку македонци таму кои што се носители на... Вие со него го основавте и да, го основавме клубот, со него почнавме, тој ни е како ментор, значи со него си ја тераме целата оваа приказна. Секоја година доаѓа, останува по месец и половина кај што се разминуваме знаењата. Оваа година ни е тоа, од септември почнува друга сезона. Се надеваме на поише успеси, на поише медали, поише мали наши идни наследници. Па ќе видиме како ќе. Поише заинтересирани, повеќе, поголем број. Благодарно за пократки борби, Даниела. Од 3 секунди на 2 секунди. Ете, ви благодарим уште еднаш што бевте гости во Индирект. Одиме со информацијата која што ја слушнавме и ја видовме во живо пред 2 минути голот на Горан Пандев за Дженова против Киево 1-0. Ване, втор погодок за Горан Пандев во дресот на Дженова оваа сезона. Да, можеше да биде и уште поубедлива предноста на Дженова ако искористеа пенал. Меѓутоа предодиме со прегледот на резултатите кои ги следиме во топ 5 првенствата, нашето ќе потсетам уште еднаш започнува во 16 часот, ќе погледнеме еден прилог од Битола. Фудбал за пријателство, тоа е акцијата на УЕФА и ФИФА. Едно младо момче, фудбалерче од Пелистер, ќе патува во Санкт Петерсбург кон крајот на јуни и почетокот на јули, на дружба со останати своји врсници во Русија, во рамките на Купот на конфедерациите, се одржува оваа манифестација Фудбал за пријателство и предлагам да видиме за што станува збор. Македонија годинава за прв пат е дел од 64 земји кои учествуваат во проектот Фудбал за пријателство, кој е во организација на Газпром, во координација со Светската и Европската фудбалска асоциација. Стефан Талевски, фудбалер кој е дел од подмладокот на фудбалскиот клуб Пелистер, е избран да ја представува Македонија во оваа интернационална детска, општествено одговорна програма Фудбал за пријателство. Амбасадор на овој проект за Македонија е македонската пливачка Наташа Мешковска. Најпрво бев многу среќен, но сега уште не ми се веруваше кога ми кажаа ова за мене е многу голем успех. И многу сум среќен што ќе представува Македонија на ваков проект. И јас веќе се занимавам со фудбал од моја 8 години. Скоро секој ден напорни тренинзи тренираме. Проектот Фудбал за пријателство, кој се организира од 2014 година, има за цел да го промовира овој спорт преку најдобрите амбасадори, односно најмладите влюбеници во фудбалот. Тие ги потенцираат вредностите на дружење, на пријателство меѓу сите деца од целиот свет, на еднаквост, на промовирање на мир, разбирање, прифаќање различни култури и пред се ширење на една голема љубов према спортот токму преку фудбалот.
Ова е навистина една прекрасна иницијатива која што еве и Македонија ја прифаќа со отворени раце. И по повод оваа иницијатива и овој проект ќе се случува и форум во Русија, во Петерсбург на 1 јули, каде што исто така ќе се организираат и спортски работилници, ќе се организираат надпревари за младите фудбалери. Секој од државите учеснички во овој проект ќе испрати едно момче или девојче, вклучувајќи ги и децата со посебни потреби. Позициите на младите фудбалски играчи и амбасадори од секој од земјите учеснички беа утврдени во рамки на отворената ждрепка. Во рамки на ждрепката, играчите беа групирани во 8 мешани интернационални тимови на пријателство. Ете, фудбалот зближува, фудбалот ги зближува младите и сите возрастни категорија. Ние одиме со прегледот на резултатите во топ 5 првенствата. Значи, во Италија 34-то коло, полувреме на надпреварите кои што се играат од 15 часот. Дженова Киево 1-0, ке подсетам, со голот на Горан Пандев. Врз него беше направен и пенал, кој Дженова не го искористи. Палермо води против Фиорентина со 1-0. Несторовски е во стартната постава, Трајковски е на клупата за резервни играчи. Кротони изненадувачки води против Милан по првите 45 минути 1-0. Калјари Пескара 1-0 полувреме. Емполи Сасуоло 1-2. Се вклучуваме во живо во Италија на дел од головите во Калчо лигата. Таму секако многу интересно. Болоња, Удинезе 2-0 на крајот од првото полувреме, а вечерва играат Интер и Наполи како финиш на надпреварите од 34-та рунда, која започна денеска со римското дерби, вечното дерби на Рим, Рома, Лацио, конечни 1-3. Во шпанското фудбалско првенство се одигра еден надпревар, Осасуна Депортиво Ла Коруња 2-2, Реал Бетис и Алавес играат од 16 часот и 15 минути, Ејбар Леганес од 18:30, во вечерниот термин 20:45 Селта Виго Атлетик Билбао. Во Англија актуелни се 3 меча за сега, еден заврши, Манчестер Юнајтед киксираше против Свонсија 1-1, Евертон и Челси на полувреме 0-0, а Мидлсброу води против Манчестер Сити со 1-0 на полувреме, значи доста интересни резултати за сега и во Англија, каде дербито се игра од 17:30, Тотенхем го пречекува Арсенал во меч во кој никој нема право на пораз. Во германското фудбалско првенство 23-та минута од надпреварот Аугсбург Хамбургер 0-0, Хофенхајм и Ајнтрахт Франкфурт играат од 17:30. Ке подсетам дека Бајерн Минхен вчера ја потврди 27-та титула во германскиот фудбал и 5-1 по друго. И во Франција 3 меча, еден е на полувреме, КН Олимпик Марсеј 1-3, од 17 часот играат Дижон и Бордо, а од 21 часот Ница го пречекува Пари Сен-Жермен. Овде интересно на табелата Монако е прв со 83 бода пред Пари Сен-Жермен кој има 3 помалку и двата тима имаат по 34 одиграни надпревари. Ете, тоа е сега за сега се во првиот час од емисијата Индирект. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова, за неколку минути започнуваат вестите од 16 часот, а потоа и продолжуваме на тема спорт и Индирект веднаш по вестите.